Гласам за кога нема да се наплаќа паушално. Пример, пензионерка на улица 7 септември да плаќа 960 денари, а при тоа она да е парализирана, да не може ниту съдовите да си ги изма. Сметам дека паушалното наплаќање е контрапродуктивно за граѓаните на општина Кавадарци. Се надевам дека во текот на овој мандат ние ќе дочекаме на секој потрошувачко место да има поставено мерило. Исто така пред околу 1 месец на кејот на Луда Мара се ширеше неподнослива миризба од течењето на река. 50 на празни места по останатите градови во Македонија. И можеме да се равнеме со Љубљана, Виена, Цирих и многу други чисти и европски средни градови. Реката и самото мало корито на реката беше целосно зафатено со чакал, со шут и со растенија кои што подолго време растеле таму. Значи нередовното чистење морам да го адресирам во овој случај. Сите велат дека Кавадарци е многу чисто, ама еве јас дојдов тука и не можам ни кафето да си го испијам заради тоа што се шири неподнослива реа од реката. И кога нема да има понижување на советниците кои што ја добиле функцијата овде, јас би бил подготвен да изгласам еден извештај за работењето на јавното предпријатие Комуналец за, а во овој случај тоа би било понижување и за мене, доколку би го гласал за. И покрај тоа што неколку локални хейтери се обидуваат да го омаловажат градот. Јас не сум хейтер, повеќе од 5 години сум конструктивен кога станува збор и не ми е тешко јас да признам кога нешто е добро. Директори, вие сте трет директор додека сум јас овде и сте прв директор кој што држи партиски говори од оваа говорница за волја на вистината. Претходните 20 директори тоа не го правеле и никогаш не се осмелиле да дадат такви коментари за било кој што ја критикува нивната работа, заради тоа што сите си имаме одредена функција во ова општество. Исто така, ова е прв управен одбор на јавното предпријатие Комуналец, каде што целосно имаше контрола врз тоа кој ќе биде член на управниот одбор и е целосно партиски управен одбор. Така што одговорноста за работењето на јавното предпријатие и зголемувањето на цените е целосно на владеачката партија. Тоа е завршувам со партии. Сега, јас очигледно за овој извештај ќе гласам против, заради тоа што е газење на советничката функција да се дадат цензурирани документи на увид, особено кога станува збор за финансиски извештај, доколку ние немаме увид во тоа што е фактурирано, која ни е потребата од финансискиот извештај нас. Има закон за класифицирани информации кој што предвидува кои информации се класифицирани. Јас проверив, овие информации не смеат да бидат класифицирани и да беа, ние според законот за локална самоуправа како советници имаме пристап до документи кои што имаат маркација доверливо. Така што претседателот и вас еден хедзап дека за ова јас ќе дадам една представка до инспекторатот за локална самоуправа заради тоа што не можеме да дозволам во континуитет да се гази советничката функција овде. Во кој случај би гласал за квартален извештај или за полугодишен извештај за јавното предпријатие Комуналец,